Добро вечер и добре дојавте во вечерното шоу. Ова емисија во ова велипеточно празнично издание ќе помине од почит за празникот пред се, без оној воведен коментар со стандардни политички опаски и анализи. Има време за тоа. Овие празнични денови сакам да ги посветиме на вредни луѓе кои што прават убави работи. Така беше и вчера во емисијата со уметникот Трајче Чатмов, а вечерва имаме една многу интересна тема за сите. На старт да ви кажам, тема која што знам дека ќе ви се допадне, бидејќи ќе зборуваме за времето кое што доаѓа, ќе зборуваме за иднината, но и ќе зборуваме за тоа како се решаваат проблеми во сегашноста со технологија од иднината. Сега ова малце звучи конфузно и дифузно, меѓутоа, ако ви го спомнам името Брейнстер, можеби веќе ќе ви дадам и хинт дека има логика воведот кој што го направив. Вечерва со мене, по втор пат во моето шоу, првиот пат беше, чинам, Бадник Божик, така исто беше 2024-та, така. Да. Петар Ниновски, основач и CEO на Брейнстер, добро вечер и добре дојде. Добро вечер, Богдан. И тогаш беше во празничен муд, прости само да довршам, и сега во некој празничен муд. Зошто? Бидејќи генерално јас би сакал секоја недела да имам прилика да разговарам со луѓе кои што работат како ти, тогаш бевте заедно со Нина Георгиева, нашата првенка во светот на најврвните IT компании во Силиконската долина. Вечерва ќе зборуваме за оно што го правите вие што сте останале тука во Македонија и не се откажувате од воведување на разни иновации и решавање на актуелни проблеми. Сега добро вечер и добре дојде. Добро вечер, Богдан, фала ти уште еднашка на поканата. Причината, поводот, а не причината, за вечерашното твое гостување на нова алатка која што ја промовиравте, од старт да ви кажам луѓе, ќе зборуваме за вештачка интелигенција вечерва и за една алатка која што Брейнстер ја промовира, а на секој еден од вас дома ќе може да ви користи, бидејќи секој еден кој што ја гледа ова емисија, претпоставувам дека ако не во домот има близок роднина кој што се наоѓа во средно школо и кој што еден ден ќе треба да полага матура, можеби математика. И вечерва ќе ви соопштиме како да има добра или многу подобра оценка по математика од таа што има сега, без да плаќа приватни часови. Ако сте заинтересирани, останете со нас. Ако не, понуда плюс, ќе зборуваме за тоа како вештачката интелигенција ќе го менува светот на полето, например, на понуда и поборувачка на работи, колку ќе го видоизмени светот оваа нова AI револуција, дали сите ќе не избркаат од работи, во иднина ќе ви зборува некој робот овдека или AI бот, или пак нешто друго ќе се случува. Мојот вечерашен гостин Петар е човек кој што има напредни познавања на полето на вештачката интелигенција и Брейнстер Академиите знам дека се стремите да сте меѓу лидерите во Македонија кога е во прашање AI. Се е окей до сега? Сгрешив нешто? До сега немаш погрешено многу, така значи нема да ме замени AI бот наскоро, бидејќи добро ја вршам. Да, наскоро нема да не замени вештачка интелигенција. Но ако математика треба да решавам, јас сум завршил природно математичка гимназија, сум полагал нешто математики на архитектонски, но сум подзаборавил бидејќи не ја вежбам. Тогаш има кој да ме замени. И тука доаѓаме до Умниверзум, вашиот нов проект. Она што го регистрирав и што го помнам се неколку клучни работи, дека е бесплатен, дека е достапен 24/7 и дека е иновација во Македонија создадена од студенти на коледжот на Брейнстер, на академиите на Брейнстер, НЮ, Академијата за средношколци и професорскиот тим. Односно целосно ваш продукт, но особено ме фасцинираше моментот дека студенти работеле на ваков сложен проект. На почетокот би сакал, да ми објасниш ти со своји зборови, што фактички е Умниверзум и зошто влеговте во еден ваков подвиг, бидејќи реално е подвиг. Да, супер. Богдан, вака, Умниверзум може да го замислиме како тутор по математика. Замислете го како најдобриот тутор по математика, кој е достапен 24/7 и на нашите средношколци ќе им помага да стануваат подобри во математика. Може да го прашаме Умниверзум да ни каже, ако го прашаме. Самиот бот да го прашаме. Може да го прашаме. Иако не е математичка задача, може би требало да даде одговор. Добро, окей, јас го имам бидејќи сакав и да демонстрираме како функционира. Дајте лаптоп мој.
си направив профил на Умниверзум, адресата е umniverzum.com. Дајте го на фул слободно во овој момент. Добро. Што си ти да го прашам или што е? Што си ти, што е Умниверзум било? Што си ти, да, било каде? драг Умниверзуме? Ајде да видиме вака дали Умниверзум е AI тутор по математика наменет за сите средношколци во Македонија, достапен 24/7. Замислете го како да не прислушкува што зборуваме? Па и моментално да. Да. Замислете го како најдобриот личен ментор секојаш тука за вас бесплатно. Помага при решавање на домашни задачи, подготовка за тестови, вежби, државна матура и многу повеќе. Целосно е локализиран на македонски јазик и усогласен со наставните програми во средните училишта во држава. Дали си задоволен од одговоров? Сум задоволен од одговорот. Добро, ова беше добра идеја. Да, значи која е целта, да тргнеме од која е целта зашто го создадовме Умниверзум, ако постојано правиме истражување за квалитетот на образование, особено ни интересира нас квалитетот на средното образование, бидејќи студентите кои ги примаме на факултетот ни е важно да имаат предходно добро, да бидат предходно добро подготвени. Од средно образование доаѓаат на факултет кај вас. И забележавме еден проблем, а тоа е проблемот во делот на математика, дека нашите средношколци перформираат прилично лошо во делот на математика, споредено со средношколците од соседните земји. И правите тестирање, приемни тестови? Имаат приемни тестови, меѓу приемните тестови се задачи по математика, меѓутоа и понатаму во текот на наставата можеме да го забележиме тој недостаток на математика. Има ли дискрепанца меѓу оценката со која што дошле и знаењето кое што го имаат? Не можам сега да ти потврдам, бидејќи не многу кога ги запишуваме студентите не многу внимаваме на оценките од средно образование, си правиме наше тестирање, така да не можам да ти потврдам, тоа може дополнително да го провериме, меѓутоа дополнително на тоа кога почнавме да го правиме тоа истражување, го помешавме тоа истражување со PISA истражувањето, што е прилично познато кај нас. PISA европски или светски, не знам, PISA. Има 80, на светско ниво има 80 и неколку држави кои моментално се прават тестирања, неколку вештини пробуваат да измерат само за средношколци, тоа е science, наука, математика, пишување на мајчин јазик и така натаму. И нашата држава прилично лошо котира на тие тестирања. Мислам дека во математика е 61 место, вкупно е на 68 место од 80 земји последниот пат пред 2 години. Значи сме речи си залепени на дното, но сме во меѓу полошите земји. Сме меѓу полошите. Математика станува се поважна и поважна вештина за понатаму поради развојот на технологијата што ја гледаме што се случува во последните неколку години. Сепак е неопходна, нема AI, виртуелната интелигенција вештачката интелигенција да ја замени потребата од човек да решава математика? Апсолутно е важна и дури поважна во наредниот период, затоа што ќе ни треба нас математика и сложена математика за понатаму да можеме да перформираме добро на некои од работните позиции што очекуваме да се појават. И нели го направивме тоа истражување, веќе штом си во образование, штом дознаеш за некој проблем, ако не најдеш начин или ако не помогнеш во решавање на тој проблем, реално учествуваш во проблемот и затоа решивме да направиме една алатка која е базирана на вештачка интелигенција, Умниверзум, која и затоа решивме да ја дадеме бесплатно на користење, сакаме да ја дадеме бесплатно на цела држава, на сите средношколци во државата со цел полека, малку по малку да им помогнеме на овие средношколци да станат подобри во математика и да се борат рамо до рамо со другите врсници од земјите. Еден пресек може ли ја направам? Се соочувате како приватен факултет со проблем на луѓето кои што доаѓаат, аплицираат кај вас, дел од нив покажуваат несоодветно ниво на познавање на математиката. Хипотетички, вие може да си продолжите да си примате студенти, да штанцате дипломи и да сте задоволни финансиски. Тоа сме го виделе многу пати во Македонија. Нели, јавна тајна е за голем број на приватни образовни институции, па и за надржавните се зборува за некои разни комбинации каде што знаењето се вреднува, се мери на специфичен или чуден или незаконски начин, ако сакаш, јас можам тоа да го кажам. Но вие одлучувате друго. Сакате луѓето што ќе дојдат кај вас да знаат повеќе математика за да бидат подобри за време на студирањето. Со цел да создадете, претпоставувам, кадар кој што вие ќе сте горди на тој кадар, ќе помогне за имиџот на Брейнстер. Но од друга страна,
на пазарот на труд ќе има луѓе кои што се повешти и поспособни. Во право ли сум? Во право се да речеме, ако треба, која е најважна една работа, ако одвоиме која е најважната работа на еден факултет, што треба да создаде еден факултет? Факултет треба да создаде луѓе со одредени технички вештини, со одредени soft skills, меки вештини, вештини кои се релевантни моментално на пазарот на труд и тие студенти да ги вработи по дипломирање. Реалноста е дека колку подобар инпут имаме во тој процес, односно колку подобри студенти ни доаѓаат на почеток на студија, толку подобри студенти ги извадиме на крај на студија. Заради тоа е многу важно ние да пробаме, ако можеме некако да помогнеме на средното образование односно на средношколците да подобрат одредени вештини кои подоцна и нас и на другите факултети ќе им бидат нели подобар материјал за работа на крај. Се разбира. Може ли практично, смисливме еден интересен начин да го провериме универзум. Го замолив Петар да организира еден студент од Брейнстер коледжот кој што работел всушност на универзум да биде со нас вечерва и што ќе направиме ние. Дајте го мојот лаптоп. Ангела знам дека имаме на линија и дека е спремна, меѓутоа јас овдека сега ќе побарам задача. За да видиме сега реално како ова функционира. Ќе побарам задача на полето вежбај. Значи има неколку функционалности. Тутор е кај што ти може да... Може ако сакаш да го објаснам кратко. Речеме во делот има неколку функционалности. Ако го видите тутор, ова поле кај што сте сега вие, тука е да речеме слободно поле, можеме на пример да му побараме. Како можам да ти помогнам, вели? Да речеме ајде, дај ми 4 задачи по математика, алгебра, нека бидат. И јас сум четврта година средно во Така и се регистрира, бидејќи за средношколци е наменет, малце го излажав за да направам акаунт дека сум четврта година средно во Свети Климент Охридски, Охридската гимназија. Да, пишемо четврта година средно, Свети Климент Охридски. Гимназија, Свети Климент Охридски. Чекај. Мораме бар Свети Климент да не правиме типографски грешки, да. И да видиме. Се јас му барам задачи, фактички пример, сакам да си повежбам нешто и да имам туторството на универзум. Ова прва функционалност, каде што е поле широко за работа, за комуникација. И ми дава 4 задачи. Сега можеш да му кажеш реши ми ги задачите, сите? Реши ми ги сите 4 задачи, меѓутоа реши ми ги чекор по чекор. Сите задачи чекор по чекор. Добро. Сега да видиме што ќе ви даде. Еве ги инаку задачите. Ова чисто за да ја покажеме функционалност. Инаку некој што би сакал да вежба, би пробал можеби да ги реши, ако заглави има што да се прави. Да. Задачите се направени, затоа му кажавме од кое средно училиште сме, е направено да бидат локализирани. Значи ги имаме какви се програмите моментално во средното образование кај нас и базирано на тие програми ги даваме задачи. Еве ги една по една почна да ги решава чекор по чекор. И вика задача 1 равенка, да ја решиме квадратна равенка, чекор 1 пресметување на дискриминанта и така. И сега стига до негде, да. Значи доаѓа до некаде. Што сега имаме како опција? Следен чекор, така? Да, следен чекор да ни отвори кој е следниот чекор. Ако стиснеме решија задача, ќе не реши цела задача, меѓутоа ние ги советуваме, нели, и најверојатно вака ќе го користат средношколците, чекор по чекор, ако заглава да го решат, ако не да пробаат цела задача сами да ја решат. Добро, еве и втората задача, бидејќи се некои поедноставни за ако си вештачка интелигенција, нели ми ја реши. Сега фактички во туторот. Ајде да ги довршам. Задача 3, задача 4. Добро. Сега. Ова е туторот. Да, така? Дополнително можеме, ако сакаме, да сликнеме задача од табла, да сликнеме задача од интернет, да сликнеме задача од тетрадка. Може да сликаме задача и ќе ја препознаеме. Сакам и таа функционалност ќе ја покажеме. Но, второто нешто е опцијата, втората функционалност може да одиме на вежба и така. Опцијата вежба. Ова е фантастична, ова е фантастична опција, да речеме во оваа алатка тука се направени да нема буквално 100% задачите да бидат точни, бидејќи се решавани од повеќе различни модели и доколку на крај вештачката интелигенција одлучи дека има мали шанси задачата да биде погрешна, тогаш не ја дава таа задача за вежбање. Односно, сите задачи што ќе ги вежбаш во овој дел од агентот се скоро 100%. Се 100%, се секогаш 100%. Фактички магијата што ја правите, вие преку
тоа се вика Brainster интелигенција, така? Да. Користиме различни модели кои постојат и ги комбинираме преку различни протоколи. Мене ми беше тешко да научам што е протокол, што е модел во суштина и што е бот. ChatGPT што е? ChatGPT е алатка која е базирана на Chatbot, така? Базирана е на модел? Базирана на модел, на GPT моделот. Има различни модели. И вие имате неколку такви модели? Не само од ChatGPT, туку и од другите модели кои се познати. Ги користите да ги вмрежите? Ги вмрежуваме и они комуницираат еден со друг. Тоа го направиле студентите на Brainster заедно со професорите? Тоа го прават студентите на Brainster и они комуницираат еден со друг. И на тој начин одлучуваат кој е точното решение и кој е најдобриот пристап за решавање на задачи. Тоа, таква комуникација со четирите модули се случува само кога ќе притиснете на Brainster интелигенција копчето. Ако не притиснеме на тоа копче, дава едноставен модел, нели за да биде поевтино за нас користењето, бидејќи троши во позадина. Да речеме, тоа се вика токени, троши во позадина токени. Разбирам. Меѓутоа, овие задачи на вежба се сите, има бесконечно многу задачи. Во моментот кога ќе видиме дека некој средношколец ако не изненади и ако реши многу задачи, во позадина системот создава нови задачи, повторно ги поминува преку 4 различни модели. Верификацијата е 100%, и идејата да биде 100%. Ова е иновација во Македонија да некој создаде алатка која што ќе врзе најпознатите Богдан, знаеш што е интересно сега? Значи, се на ова поле е иновација, бидејќи многу малку се користи. За некоја година вакви протоколи и многу посложени протоколи ќе се користат. Меѓутоа, буквално од вчера почнува да се користи оваа технологија. Иако ние успеавме за 6 месеци да добиеме вакво решение, тоа е прилично брзо, протоколите ние моментално кои ги користиме сега се прилично уникатни и иновативни, не поради тоа дека се многу сложени за користење, него дека сме буквално едни од првите кои пробуваат да направат алатки кои се врзани со големи модели на вештачка интелигенција за да направат некаква корисна функција во случајот да решат задачи по математика. Тоа е предноста на приватното образование, вашата флексибилност е поголема бидејќи државното подразбира усвојување на планови, курикулуми како и да се вика тоа, дека не може толку лесно да променат горе-доле ние сме, горе-доле и ние и вие сте регулирани, меѓутоа сме пофлексибилни. Тоа што ние пробуваме да го направиме, предпоставувам добро и државните факултети тоа да го направат, е да започнат да ги вклучуваат студентите во реални проекти, бидејќи на тој начин, замислете, Ангела што ќе се вклучи сега втора година, имам уште 20 студенти исто така од втора година, имаме неколку алумни од академијата на Brainster, замислете, они се вклучени на прилично во изработка на многу иновативно решение кое од друга страна решава и голем општествен проблем, што е уште еден плюс за да ги мотивираме понатаму студентите од кога ќе завршат од нашите програми, од кога ќе дипломираат, да продолжат да решаваат сериозни општествени проблеми. Тука го гледам предноста на нашето образование, на учење преку работа на реални проекти, од друга страна и професори кои освен добри теоретичари се и практичари, односно она што го работат го пренесуваат, што го работат до 4 го пренесуваат после 4 на нашите студенти. Мислам дека е прав момент да вклучиме Ангела сега и да направиме демонстрацијата во живо за здраво Ангела. Дали се слушаме? Да. Вистина ли ова Петар што го кажа дека ти си втора година на Brainster College и дека учествуваше во создавање на универзум? Да, вистина е. Дајте само малце погласно да ја слушам, ве молам режија. Јас кога бев втора година средно, ако пробам да се сетам што се не од овој тип сум правил, емисијата ќе оди во друг правец. Но, не се, Ангела, прво честитам што си дел од тимот. Ајде кратко, представи се вака на кратко, да не е сега дека само те злоупотребуваме за да ни решаваш задачи по математика, туку еве, имаш прилика и Македонија да те види, да види каква нова генерација на млади талентирани гениалци се создава, се негува тука. Јас сум Ангела Постоловска, сум втора година на Brainster Next факултетот. Учам на програмата за софтверско инженерство и иновации
И морам да кажам дека никогаш не би очекувала со само една година учење на факултет да стигнам да направам AI тутор по математика. И многу сум благодарна за можноста за ова и за можноста да сонувам и да стварувам од Брейнстер. Браво, кажи ми свесна ли си за значењето пример на AI туторот, на овој проект кој што го сработивте, колку ќе е тоа важно за сите, сега не твои врсници, но за малку до вчера ти си била во средно буквално, за и свежи ти се сеќавањата на таа проблематика, на не знам каде си учила средно, но има средни школи во некои, нели, и нивото на знаење што се бара за петка, веројатно не е исто со нивото на знаење што се бара за петка во други школи. Додека сме тука, да не заборавам, и со Петар тоа го позборувавме, не знам дали имаше прилика да не чуеш, веројатно не. Но имаше едно вонредно тестирање пред пар години, можеби 2-3 години, во најелитните скопски гимназии, знам и точно која, не мора да го кажам името, каде што оценуваа само одлични ученици, и на вонредното тестирање на одличните ученици, едно 20% добија единици, едно 7-18% двојки, па тројки, петки беа само 11-12%. Ангела, вие добивте прилика како студенти на Брейнстер да работите на нешто што ќе им помогне на вашите малку помлади од вас, значи скоро врсници, да се подобрат. Ја чувствуваш ли благородноста на ова што го сработивте? Да. Многу е чудно дека ако јас кога бев средно постоеше ова, не знам сега што го беше. Многу е, имам другарки и другари што од средно училиште што ми звонат да ме прашаат дали е вистина, дали е возможно толку точно и толку на ист начин како што го учеле на училиште нештото да им го реши универзум. И возможно, а? Да. Вака сега, знаеш што сакам да направиме? Зошто замолив пред се и над се покрај тоа што имаш прилика еве, како учесник да се представиш, после ќе ги спомнеме или спомни ги ти ако сакаш, чисто бидејќи заслужуваат сите други учесници во овој проект, може сега, може и после кога ќе се вклучиш повторно, но мојата цел беше следна. Сега јас вака, добро, ќе генерирам задача овдека од вежба и полето. Например, алгебра. Одам во вежба и алгебра, започни. И сега добив една задача овдека јас. Оваа задача јас ќе ти ја пратам тебе. За ти да ја решиш. И замолувам да не ја решаваш до крај, да дојдеш до некаде со решението да ми го сликаш и да ми го пратиш. Океј? Тоа ќе се вклучиме, колку време би ти требало, тоест треба ти ја пратам задачата за да видиш, бидејќи не може да ја видиш во моментот. Предпоставувам некои 10 минути. Петар, што мислиш ти? За решавање на оваа задача рачно, да, 10 минути ќе биде. Последниот член е на геометриска прогресија 625, предпоследниот 125, збирот на сите членови 787. Треба се одредат, не е важно, задача по математика. Така, окей. Ангела, сега ќе ти ја пратам, тука ќе прекинеме со разговорот, јас ќе ти ја пратам задачата на чат како слика. Те молам реши, кога ќе си при крај некаде, не ја решавај до крај, пиши ми за да те вклучиме повторно, односно ти ќе си останеш на линија на зумот, само режија ќе спушти глас, но ќе ми пишеш за да знам дека си при крај, ќе ми го сликнеш решението, ќе ми го пратиш за да покажеме што се универзум може да направи. Може така? Може. Ти благодарам многу, се гледаме за 7-8 до 10 минути. Да и дадеме мир, да не биде во фокусот на јавноста, вака дури решава задача. Јас сега ќе ја пратам задачата. И во суштина, што е она што сакам да го провериме? Она што сакам да го провериме е дали таа решението до кое што ќе дојде, односно при крај на решението, ќе го вратам јас тоа после во универзум и да видиме што ќе направи. Во смисол, јас сум ја решавал, ја замоливме Ангела, бидејќи да повторам, јас малце сум надвор од форма за решавање задачи, за да не се посрамотам пред јавноста. Ангела не е нашиот експерт по математика, нешто си решавам, доаѓам до негде, заглавувам или сакам да проверам дали сум на добар пат. Го сликам тоа, го праќам на програмот и тој како ќе ми одговори.
Како ќе ми одговори? Да речеме, сум добил некое крајно решение на задачата, го сликам, го праќам назад. Доколку не е точно решението, ќе ти даде насоки како да се подобриш, меѓутоа ако си во функцијата вежбај, тогаш па и ќе ти одземе поени ако не си решил како што треба задача. Имате и систем на бодување? Имаме систем за бодување што е многу сличен на системот за бодување на шах. Скоро да рейтинг, можам значи, да, имаат рейтинг систем, да, значи можам да кажам дека го ископиравме скоро целосно тој систем за бодување со цел да ги мотивираме студентите почесто да се вклучуваат и почесто го користат, да ја користат оваа алатка за да се подобруваат. Како функционира многу накратко, ако одговориме точна задача добиваме плюс поени, ако одговориме погрешно добиваме минус, малце е посложено од тоа, меѓутоа доволно е отприлика така функционира решението. Доколку не е точно, ќе ни даде насоки, чекори како е најдобро да го решиме. И во суштина тука имаме и една опција тестирај се. Да. Може повторно на мој лаптоп да одиме додека Ангела ја решава задачата. Фактички ова ви е една функционалност во која што ќе може буквално да вежбаат полагање матура средношколците, така? Доколку одберат 180 минути. Ако одберат 180 минути. Да, тоа е симулација на матурски тест. Тоа што го направивме ние, Еве, може ќе одам вака Да. започне, видиме, ајде да се осетам како матурант. Ако гледате горе десно, веќе почнува да ви се одбројува. А времето е 3 Време почнува часа, да се одбројува. задача 1 од 36. Не можам да видам колку задачи, 36 36 задачи. Тоа значи дека ние треба за 180 минути да решиме 36 задачи. Сега ако решиме задача, ако дадеме одговор, нема да ни го даде решението, ќе ни го даде на крај решението, Сега бидејќи е тест, нели? ако налупам одговори овде ќе видам најлошиот на ранглиста, така? Па да, не, да. Тоа Требаше да одберам некој пократок. Ајде чисто да видиме како тоа функционира. Тоа ќе се 20 случи, минути, може вака? Не, ај одбери најкраткиот што може. Колку 20 минути е најкратко, да, 4 задачи. минути, да. 20 минути е да Ево, имаме решиме една задача. Да. Збирот на први 3 члена е 39, нивниот производ 729. Пресметете го првиот член и количникот на прогресијата, ако сите членови се позитивни. 1, 4. Да. Не знам, на пример. Така, следно. 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 Сега втората задача. Збирот, Решаваш? првиот член, количникот на прогресијата. 2, 6. Не знам, да видиме. Замисли нешто погодам на тепка. Докажи го идентитетот. Јас сум македонец. да го докажам со македонски идентитет. Не знам што, било што можам да пишам тука. Можеш било што да пишеш, да. Ова задача нема да ја погодиш ни на среќа. Да. Не го знам решението. Ето, не го знам решението, окей? Следно. Следно. Дадени се искази, определија вистинитоста, вистинито 17. Добро, одговорот е зачуван. Заврши го тестот. Заврши го тестот, сега И самоот тест се проверува, така? да го обработи податоците и на крај ќе добиеш насоки, 4 задачи, 4. И периодот на матури е сега наскоро, значи ова буквално може уште вечерва, драги родители или нивни баби и дедовци на средношколци, имајќи предвид дека е петок, може би се вашите сакани млади излезени во град, но ќе ги чека убаво изненадување утре сабајле саботно кога ќе им соопштите дека нема потреба да бараат приватни часови по математика кај професори кои што не успеваат едноставно, предпоставувам, кога ги држат часовите, не можат со 30 деца, со 25-30 деца да го пренесат истото знаење како еден на еден кога се тутурира. Еве и јас сум одел на часови по математика на факултет кога бев, бидејќи едноставно многу по-лесно ја варев материјата кога бевме два-тројца со професорот. Имате некои сознанија, истражувања, како е позгодно да се учи, дали еден на еден е правата Тоа во теорија на образование се вика 2 сигма проблем, 2 сигма проблем. Што значи тоа? Тоа сака да каже дека еден на еден е 2 стандардни девијации подобро од колку еден на повеќе. Што значи 2 стандардни девијации? Тоа значи да речеме во проценти 90 на 95% или 98% е подобро ако човек работи еден на еден со ментор, отколку ментор работи со повеќе луѓе од еднаш, бидејќи логично. Значи дупло повеќе се учи, така. Логично е дека да 98% подобро се учи, логично е тоа што дели целото време му е посветено на човекот и темпото е во зависност од какво е темпото на човекот и во време кога му е најпогодно. И сега на час по математика во гимназија не може еден човек на сите 25 луѓе да посвети исто време во 45 минути, така? И затоа често одат на приватни часови да се спремат за ако ја имаат математиката во матурските
Но сега, ние зборуваме за ова само како да се помине мисијата. Не е целта на матурскиот сам по себе, него целта е да создадеш подобри, постручени, поспремни, да подготвиме подобра младина. Така, тоа е целта на тоа е целта Јас сум до краткорочното решение, но во суштина вие сте тргнали од друга поидовна точка. Да, идејата е ако успееме ние да ги мотивираме средношколците да работат со Умниверзум уште од прва година, веруваме дека направивме некоја анализа која викаме дека ако започне во прва година со тројка, би требало за 2 месеци да стигне до четворка, уште 2 месеци да стигне до петка. 2 месеци. Отприлика толку ќе му биде доволно ако го користи. Ако го користи, да речеме, не знам, ако неделно го користи 4-5 сати, овој тутор би требало да стане за 2 месеци да биде една оценка повеќе, уште 2 месеци доволно ќе биде за да стане добар, одличен 5. Кои проблеми ги адресира во суштина фрустрацијата од ако заглавиш на некое решение? На времето се сеќавам Нумерус ли се викаше тоа што го имавме како збирка на задачи или збирка на задачи по математика. Имаше и такви дидактички средства и на крај ги имаше решенијата, но нечесто имаше постапката како се решава. Во суштина, ако сакаш да научиш, ако некаде заглавиш, треба да видиш ти целата постапка. Како се решава задачата, да употребиш математичка логика или да си ја градиш, да си ја бусташ собствената математичка логика, потенцијалот што го имаш, за да разбереш. Кога ќе разбереш, после веќе писов кейк станува лесно. Но многу ми се допаѓа. Мислам да би бил средна школа, би го користел ова. Кажи ми, постои ли опција додека ја чекаме? Чекај, ева е Ангела. Постои ли опција, тема за размислување, ова да се аплицира и на други предмети од средно или можеби и на математиката во основно или не знам што се може да се прави еднаш откако успеа студентите на Брейнстер заедно со професорите на академиите и на коледжот да позадински да изградат еден ваков систем. Сега како лаик зборувам, јас не знам програмирање, но значи можеме отприлика да ви кажам која е целта, значи ова не е некој таймлайн кој ни е како се вика, уклесан во камен, меѓутоа кој ни е планот? Планот ни е до крај на година да го возможиме ова да биде достапно за сите средношколци од Македонија. Негде од септември-октомври да пробаме, доколку има интерес и од Министерството за образование и од Бирото за развој на образование, да го направиме како дидактичка содржина, официјално да стане помагало. Да стане помагало во средните училишта. Тестирање, филтри да помине? Треба да помине, да докажеме дека ова соодветствува на програмата на средните училишта. Добро. Така да тоа би требало лесно да го покажеме, да го докажеме. И доколку имаат интерес Министерството, ние тоа што можеме да го направиме дополнително е да направиме и модули за професорите, односно професорите по математика да можат тука да создаваат задачи, да создаваат дополнителни материјали, да создаваат презентации. Буквално може секој професор да си го персонализира. Да. И што е идејата со професорите? Да пробаме она време поминато на професорите што се надвор од интеракција со средношколци, да го намалиме со цел да го зголемиме времето. Професорите, имаме одлични професори во средните училишта, знаеме неколку од нив, соработуваме со неколку од нив, да можеме да им ослободиме време за да се посветат повеќе со работа со средношколците, бидејќи тоа е времето, односно активноста која дава најголема вредност на нашите средношколци. Согласен. Време е да видиме Ангела што направила, може ли така? Дајте повторно. Здраво! Здраво! Ангела ми прати едно решение. Сега, Ангела, знаеш што ќе направиме? Ќе видиме каков математичар си ти во суштина. Бидејќи претпоставувам не мора да си најдобриот математичар на свет за да си дел од создавањето на Умниверзум, но сигурен сум дека користи. Спремна ли си да те тестираме во живо? Малце под трема, ама спремна. Иш да немаш трема. Мене овде ми е најфасцинантно нешто друго, да го видам тоа препознавање на ракописот, како ти му слика задача и му ја праќаш на програмот. Во суштина, еве прво да отворам Умниверзум, овде имам фолдер Брейнстер задача. Сега видете, јас ја зачував задачата, ќе му кажам на програмот, вака за да видат сите, ќе му кажам на програмот здраво, имам задача. Така, може Петар така да разговарам со него? Апсолутно. А овде како имам и решението, односно постапката која што Ангела сега ми ја прати на
на Viber. Одиме сега во Тутор. Дајте full screen, затоа што така. Здраво, не мора да кажувам здраво, ама јас сум од Охрид, сум културен, можеби ќе дојде Brainster Intelligence универзум на одмор во Охрид, ќе му треба смештај. Многу е чудно дека ја му се обраќам вака цело време со здраво, те молам. Тоа е домашно воспитување. Решавам задача, дојдов до некаде, но сакам да ми помогнеш да провериме дали сум на правиот пат. Може ли? Знаеш, сепак не знаеш, Петар, можеби утреден Терминатор ќе стане жива вистина и ќе не памти вештачката интелигенција и ќе ни рече овие ми се обраќаа учтиво, нема да ги анихилираме од земјата. Да, Универзум вели, секако со задоволство ќе ти помогнам. Те молам, сподели ја задачата и делот до кој си стигнал, за да можеме заедно да го провериме твојот пристап и да работиме понатаму. Прекрасно. И сега јас одам на опцијата прикачи. И ево ја задачата. Истата што ја пратив на Ангела, сега му ја праќам да му кажеш ова е задачата, на пример. Да. Додади ја формулата. Добро, ќе ја видам. Ако нешто сгрешам, ќе ме... Да, добро, ја препозна. Аха, тој веднаш ја претвори во текст. Види го ти него. Ова е задача... чекај. Ова е задачата. Сега ќе ти го пратам. Треба да чекам нешто да ми одговори. Решавањето на истата. Аха, ме однесе на првиот чекор. Добро, чекај сега вака. Да започнеме со задачата. Чекај сега. Повели со твоето решавање. Ќе го разгледаме заедно и ќе видиме дали има потреба од корекции или дополнителни објаснувања. Многу фин туторов. И сега јас му го прикачувам ова што ми го прати мене Ангела. Сликата, ова е многу интересно. Ова е интересна функционалност. Сликата веднаш долу се претвара во... Можам вака зумнам. Да гледаат сите. Значи, ова е сликата од решавањето. Односно си ја решава задачата на рака, ја ставаш во програмот и тој веднаш ја претвара во равенки. Плюс овде... Аха, ова е математичката статура. Ако треба нешто да се коригира, така? Апсолутно, да. Сега, Петар, му викам, додади ја формулата? Да. Добро, ја додаваме формулата. И сега мене универзум ќе ми провери дали задачата што сум ја решавал рачно, дали ме бива, не ме бива, дали сум на добар пат, не сум на... Опа, чекај. Одлично, вели. Ангела, слушаш? Слушам. Универзум те фали. Одлично, гледам дека си направил неколку важни чекори. Мисли дека јас сум ја решила, не знае дека си тоа ти. Ајде да прегледаме дали сме на вистинскиот пат и да ги комплетираме пресметките. Оцена на твоето решавање. Пресметка на количникот, прекрасно завршено, па и уштив е преуштив, браво. Пресеци АН според АН се совпаѓа. Збирна прогресија, правилно ја постави формулата, добро наведено. Решавање, сега да скратам. Вели, со ова добивме, значи, ти фактички уште еден чекор останува, ако разбрав добро. Да. И мене универзум ми вика, еве го финалниот резултат, само ја прави финалната пресметка. Во суштина, чекај сега, во суштина, прво морам да ти честитам дека добро си ја решила задачата, второ, програмот го провери оно што си го пишувала, те испофали, бидејќи точно го реши, но ако беше сгрешено, што ќе кажеше? Сега требаше изгледа те натерам да сгрешиш намерно за да видиме. Но веројатно ти вика, ова не ти е точно, и ти го кажува следниот чекор, така? Ангела? Да. Јас сум воодушевен. И мислам дека сите кои што го гледаат ова, разбра каква моќна алатка е ова, бесплатна, достапна 24/7 и луѓето може да се регистрираат и да започнат со користење на универзум, на umniverzum.com уште во истиот момент. Да, сега е отворена за користење, така да сите што ќе се приклучат од тука натаму, алатката ќе биде бесплатна за користење. Така да, драги средношколци, вие кои што сакате
без поштедно математика да научите повеќе, ова е правото место за вас, драги родители, баби, дедовци. Вашите мили кои немаат огромна желба за математика, туку изговори, веќе немаат изговори и ќе си ја засакаат математиката, затоа што овде ќе може да се надпреваруваат со своите врсници и е многу интересен, јасен, лесен начин на кој што ова функционира. Ангела, сакам уште еднаш да ти честитам тебе и на твоите соработници, кои се, ајде, кажи ги, бидејќи заслужуваат сите длабок наклон за сработеното. Мија, професорите Ивица и Ѓорге и менторите Владко, Даниела, Димче, како и студентите Виктор и Бојана. Вие това е колку 7-8-10 души. Да, 7-8 студенти, ако се соберете 100 души, што правите? Страв ми е да помислам. Имате некои black box такви проекти кои што имаме уште неколку проекти во моментов што ги развиваме, ги тоа во наредниот период. Да, Ангел, само да и се заблагодарам, бидејќи сигурно сака уште задачи да решава сега кога ќе ти тргне еднашка. Ангела, благодарам, поздравија целата екипа, браво за ова што го направивте и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и вас. Продолжуваме ние тука, Петар. Мислам дека добро ја покажавме функционалноста на одлична демонстрација, да, во суштина не беше кратко и јасно, али беше темелно и јасно. Ова алатка може да користи секој. Сега, каде може ова да се развива, само за да го завршиме универзум како... Освен дали образование, дидактичка алатка, јес? Да, можеме да развиваме модули за професорите, можеме да почнеме да вклучуваме нови предмети во универзум, меѓутоа мислам дека пред тоа ќе сакаме да го направиме, да го симнеме едно ниво подолу, што е прилично лесна акција, да го направиме достапно и за основците, оние во погорните оделенија, од 5-то оделение до 9-то оделение, меѓутоа тоа би било, да речеме, од септември натаму. Сега за сега би сакале најмногу да се фокусираме на средношколците, да вклучиме други алатки, како, да речеме, геймификација. Не сум сигурен дека има соодветен превод на македонски, меѓутоа геймификација, да ги ангажираме, да ги мотивираме повеќе да ја користат алатката и така натаму. Така да ќе се фокусираме. Има еден тим што ќе продолжи да работи на универзум и да ги додава сите овие дополнителни функционалности. Сега, да одиме чекор назад, можеме и обратно да ја почнеме емисијава, меѓутоа чекор назад. Во суштина, кажав, ќе зборуваме за вештачката интелигенција, ние цело време зборувавме, односно покажувавме што вештачка интелигенција може да направи и како вашиот тим ја користи за општо добро, бесплатно алатка по математика. Кој сака да научи математика, хева бујрум, така. Кој не сака, не сака и да му плаќаш да научи, нема да научи. Значи, вие отварате можност, зашто сте заинтересирани да имате квалитетни студенти, кои што, не знам, може утре ќе предаваат кај вас како професори, може ќе прават стартапи со кои што Бренстер ќе соработува, или па нема да соработува, туку ќе носат економски профит во Македонија. Што ако наредниот Илон Маск го имаме тука и, нели, ако не му дозволиме да се развива, нема да се развива. Може би јас ке бев со Лионел Меси заедно, нели, во Барса, ама ете не. Шегата на страна. Зошто е толку важно да се работи со вештачката интелигенција? Што е, би сакал да ми објасниш во суштина, што е тоа вештачка интелигенција? Зошто толку многу те интересира тебе, односно сите нас на различно ниво, нели, ние обичните луѓе го знаеме ChatGPT и со ChatGPT може да се занимаваме. Или па оние малце понапредните користеа до вчера Midjourney, тоа е програм, нели, за графичко изразување на вештачката интелигенција. Сега ChatGPT 4.0 има, па го има DeepSeek кинескиот, па има веќе битка во светот, кој понапред од кого ќе дојде, кој повеќе ќе го отвори за јавноста или не. Генерално народот со една резерва знае да гледа нова, дел од народот, и со страв дека вештачката интелигенција може да ни прави големи проблеми, бели, но ако се сетиме на тоа кога во времето на индустријската револуција луѓето има едни стравови, во времето кога се појавиле компјутерите други, кога се појавил Digitronот трети, кога се појавил Excel како програм четврти, кога се
појавиле нови технологии и така натака, нели човештвото стално е во страф од нешто ново, но не целото, некои луѓе се меѓу пионерите на користењето на новите технологии. Вие сте едни од нив, тоа не е несомнено, имајќи предвид тоа што го правите. Од сите овие 72 прашања што сега ти ги поставивте, молам да ми ги одговориш. Ајде ќе почнем од мислам дека е позгодно што е вештачка интелигенција, молам, да пробам да објаснам да. наедноставно што може да речеме. Наедноставната дефиниција е вештачка интелигенција е способноста на компјутерот, на софтверот да реши одредени задачи кои претходно барале некаква когнитивна способност и биле наменети задачи, нели, наменети за да ги решава човекот. Сега ајде да пробаме да го разделиме вештачка интелигенција. Што е интелигенција? Способност за извршување на одредени когнитивни способности. Так. Вештачка е дека е не биолошка, така? Од прилика. Да. Сега првиот пристап за вештачка интелигенција кој не е нов, е 20-30 години можеби стар, е со користење на сложени алгоритми и софтвер и програмски јазици да ја способиме машината да решава сложени задачи. Ако се сеќавате, првите примери беа кога го направија оној програм за шах што успеа да ги победи сите најдобри шахисти на времето. Deep Blue се викаше тој, да, го памтам. Сега во понова историја, последниве неколку години, можеме да забележиме дека Значи одамна е уствари на руцот, корените на... Да речеме, дури од 17-18 години почнува да се разговара за вештачка интелигенција. Меѓутоа, овој пат, освен сложени алгоритми и програмски јазици кои ги создава човек, вештачката интелигенција користи и многу податоци. Многу е, нема да сгрешам многу ако кажам сите податоци на интернет што можеме да ги најдеме. Замислете, ги има сите книги, сите текстови, сите видеосодржина, сите научни истражувања и базирано на тоа ни помага да решаваме посложени и помалку сложени. Тоа звучи страшно вака кога ќе го... Меѓутоа и Google ги има сите податоци, само сега наоѓаме начин како да се примени. Како да ги искористиме за да решаваме некакви проблеми. Во некои делови дури подобро ги решава од човек, во некои делови најверојатно ќе останат резервирани за човекот да може да ги завршува тие функции. Така да тоа е вештачка интелигенција. Сега нормално, значи првата реакција е страф од непознато, страф од промени. Ние како луѓе не сакаме да се менуваме, меѓутоа ако се вратиме историски, ти веќе ги спомна овие, да речеме, иновацијски циклуси се викаат. Значи, што е иновацијски циклус? Да, иновацијски циклус е кога се случува бура на промени поради некаков развој на технологија. Ако се вратиме парна машина, 18 век, парна машина, железница, бура на подобрување во Америка, таму почнуваат прво да се користат. Во претходниот век имаме автомобили, имаме компјутери, во овој век, на почетокот на овој век, појавувањето на интернет и сега последниот таков технолошки бран или иновацијски циклус е ова со вештачка интелигенција. И затоа гледам јас тука и многу можности за нас како држава, најмногу бидејќи сме ден еден од оваа нова технологија. Нема држави кои се многу поискусни од нас. Никој не е понапред од некој. Никој не е понапред затоа што не може да биде понапред. Ова е 2023 година се измисли ChatGPT. Така да ние имаме чувство дека користиме кој знае од кого. Зборуваме се за користење за општо добро. Претпоставувам се малце sci-fi филмови, но дека владите имаат тајни центри во кои што се случуваат чуда и така натака. Да, не ги знаеме. Не е ни толку тајно. Например, Израел користеше вештачка интелигенција на дронови за да таргетираат. Му дава тој од таму до таму се што прета да нема и дронот користи AI и значи тоа е употреба во воени цели. Да речеме ние пасивно тоа немаме. Пасивно сме користеле ние вештачка интелигенција. Значи ние сме 15 години користиме вештачка интелигенција. Кога сакаме да отидеме од тука до Охрид, добро, да ни даде најдобрата тура, најбрзата тура, тоа е вештачка интелигенција. Netflix да ни препорача филмови, е вештачка интелигенција. Facebook да ни препорача содржина што ја гледаме, исто така вештачка интелигенција. Сите тие алгоритми кои што анализираат твои преференции, тоа е вештачка интелигенција. Сега тоа е, да речеме, во моја глава тоа е пасивно користење на вештачка интелигенција. Се можеме активно да ја користиме, да побараме одредена работа да заврши за нас, као например да ми реши задача за математика. И за тоа мислам дека има огромна шанса
за нас, огромна можност за нас, ако одлучиме, ако државата одлучи да да поттикне развивање на бизниси базирани на вештачка интелигенција, ако државата поттикне имплементирање на системи во компаниите на вештачка интелигенција, ако државата поттикне образување, односно создавање на кадар на вештачка интелигенција. Од друга страна, ние како индивидуалци гледам голема шанса ако почнуваме да стануваме добри во вештачка интелигенција пред останатите да станат многу добри да не избегаат. И дури како образовна институција и сите образовни институции сега имаат шанса да покажат дека ако ние направиме конкретни акции како прилагодување на програмите на новите потреби, акции, како воведување на нови системи кои ќе помогнат во процесот на учење, како например вакви системи за математика, ако едноставно помогнат во креирањето на нова армија на професионалци кои ќе бидат добри во вештачка интелигенција, за да бидеме рамо до рамо со другите поразвиени земји. Сега имаме шанса, бидејќи сега старите правила на игра престануваат да важат, сега има нови правила на игра. Од тука натаму иднината ќе биде многу поразлична од сега. Дај сега имаме шанса да се приклучиме на нејзе најрано што може во прва фаза. Ти викаш иднината ќе биде многу поразлична. Сакам да ги адресираме оние дилеми, дали ќе е подобра или полоша. Дали, и како што те разбирам, на вештачката интелигенција во овој момент може да гледаме како на дигитронот кога бил измислен, односно дека ќе стане неопходно помагало, кое што да, некој ги стравува дека можеби ќе му го смени работното место, поверојатно ќе му го трансформира и сега наместо да имаш ти рачно пресметки да правиме како што ги правеле многу векови наназад пресметките, ти добиваш дигитрон или кога се направил на scientific calculator, така како што може равенки да решаваш, едноставно добиваш на време и на точност. Така, дали се работните места на луѓето под закана од вештачката интелигенција? Односно, правиме ли добро, повеќе добро или правиме повеќе лошо ако сме меѓу раните, не дека има бегање од тоа, но еве, филозофски став на крај на денот ми треба твој. Океј, значи, прво, дали вештачката интелигенција ќе ни ги земе работите? Не. Меѓутоа, дали луѓето кои се добри во вештачка интелигенција може да ни ги земат работите подоцна? Најверојатно одговорот е да. Така да за тоа мојата порака е да почнеме да стануваме вешти во вештачка интелигенција. Меѓутоа, да се вратиме малку наназад, нели, за да може да се некогаш е корисно да се вратиме историски, да погледнеме историски, за да можеме да направиме проекција што би се случило во иднина. Иновацијски циклуси мислиш? Да, и сега ги гледаме иновацијските циклуси што се случувале претходно. Значи имаме во последниве 20 години имаме 2-3 големи иновацијски циклуси, ги спомнавме интернет, ги спомнавме дигитална трансформација на компаниите. Побрзен напредок од сега во дигиталната ера. И сега почесто ги имаме овие иновацијски циклуси. Ако гледаме паралелно колку се зголемува квалитетот на животот на луѓето во секоја смисла на зборот, подолго живеат, посрекни сте, повеќе можности имаат, подобри работни позиции. При секој иновацијски циклус? Со секој иновацијски циклус се зголемува за многу квалитетот на живот на луѓето. Очекуваме со оваа промена исто така да се смени за многу да се смени квалитетот на живот, меѓутоа повторно ќе биде различно и тоа за луѓето е страшно и тоа е нормално да се плашиме од различна природа. Во човековата природа, повеќе би одлучиле денот утре да ни изгледа исто како денот вчера, него да не знаеме што очекуваме. Апсолутно. Меѓутоа ако почнеме да работиме на себе, мислам дека можеме да имаме само предности понатаму и буквално го гледам како предности за државава да се позиционираме добро, да станеме конкурентни. Ќе дојдеме и до таму, но уште едно прашање на граница на филозофија. Колкав е ризикот според тебе да оглупавиме, сега ова е можеби претежок збор, но смисол едни навики кои што подразбирале малце по хардкопи истражување или повеќе труд околу дознавање на некои факти. Значи, тренирање на мозокот во една сфера, аналитички како да постапува во одредени постапки,
Ако се тоа го ставиме на страна и друг го врши тоа наместо нас, постои ли ризик да ја намалиме капацитетноста на мозокот или тоа само се трансформира? Ај пак да се вратиме историски за ова. Добро, емпириски докажано е дека... Да, например, ако го видиме оваа алатка за шах, алатката за шах не ги направи поглупави шахистите, ги направи многу попаметни шахистите, многу попаметни шахистите. Нема шанси сега шахист кој учи самостојно да биде подобар од шахист кој учи заедно со вештачка интелигенција. Значи многу подобри ги направи. Зависи како ќе го користиме. Многу зависи како ќе го користиме. Ќе користиме вештачка интелигенција. Еве ќе кажам за мене. Да речеме, јас имам оваа година околу 70-80% од активностите кои ги правам на работа се различни од претходната година. Например, имам вештачка интелигенција која ми помага во одговарање на сите мејлови кои ги имам. Кратам отприлика 2-3 сати во текот на денот. Ти дава предлог, одговори на мејл? Многу интересно функционира оваа алатка. Како сакат можеме и да ја кажам, алатката се вика Superhuman, се вика алатката. Добро, слободно, да. Алатката ми помага. Прво ми ги анализира сите мејлови. За мејловите кои може да ми даде одговор, ми дава предлог каков да биде одговорот. Ја можам да стиснам само Center и да го едитирам. За мејловите кои не е сигурен како да одговори, ми кажува, па ако ќе почнем да одговорам на тие мејлови, ме учи и утре за така учи, значи, начин како ти одговориш. се поголем и поголем процент од мејловите може сам да ми ги одговори и дури има мејлови кои одлучува дека воопшто немаш потреба ни да ги разгледаш овие мејлови не се. Значи, замисли 3 сати во денот ова ми ослободува. Јас на таа сметка ја можам да тие 3 сати да ги ослободам да работам во иновација, да работам со луѓе, да работам со мојот тим и така натаму. Така да зависи како ќе ја користиме вештачката интелигенција. Постои ли ризик еден ден да одлучи овие мејловите што ти ги сугерира и праќа да се обрати до твојата банка и да направи некоја магија која што не се допаѓа? Апсолутно постои ризик. Ова е честно да се каже. Апсолутно постои ризик. Значи Има неколку ризици што ги гледам. Како моментално се истренирани овие алатки, да речеме кога станува збор за сметки и за некои акции кои не би требало сам да донесе одлука да го информира корисникот. До сега не ми се случило некакво не убаво сценарио, меѓутоа секако дека ако може да зборуваме за етика кога зборуваме со некој компјутер бот, односно со мрежа на процесори. Постои ризик. Ја гледам огромен ризик во да не случајно вештачката интелигенција дополнително ја зголеми разликата, јазот помеѓу оние повештите и помалку вештите, доколку да мислите да имаме во некој од земјите, од поразвиените земји повеќе во средно, во основно се користи вештачка интелигенција, на факултет ние малце задоцнеме, ке се зголеми јазот помеѓу нас и останатите. Замислете, да речеме, мора многу да внимаваме ние како компании во делот на заштита на лични податоци, да бидеме транспарентни како ги користиме податоците. Има можност за... Воената индустрија треба да е особено внимателна на друго поле. Зборувам с хипотетички. Утре сигурно ќе имаме армија од веќе имаме дронови кои што со вештачка интелигенција војуваат, но ќе има и роботи, ќе има boots on the ground, некакви роботизирани пешадиски, бидејќи во некои воени операции е неопходно да имаш ти boots on the ground. Територијата на крај на денот се завзема не со кликови, него со физичко освојување на простор. И што ако вештачка интелигенција одлучи таа армија, тие boots on the ground да ги злоупотребува? Сега ние сите раскажуваме филмови, сценарија од филмови, така, Терминатор, секој, нашата генерација сите го знаат, децава не го знаат, да си го погледнете Judgment Day, вториот, двојката Терминатор особено, и двата дела, не е важно. Поентата е дека тие стравови се нормални кај луѓе, не само во промената на навиките, туку и во фаталистички сценарија некои кои што ги развиваме, но тоа е светски проблем, не е проблем на... И треба да бидеме исплашени, за да внимаваме, и за да внимаваме понатаму. И треба се надевам дека и поразвиените држави ќе го сватат ова
сериозно и во трката, кој ќе биде победник во делот на вештачка интелигенција, ќе внимаваат каква вештачка интелигенција ќе создадат. Затоа ви кажам, треба да бидеме внимателни, меѓутоа истото тоа сме го кажувале кога сме имале други, Разбирам. кога сме имале поентата е да нема бегање и се треба да искористиме најдобро што може. Нема бегање, треба да искористиме најдобро што може и треба да искористиме во наша полза. Тоа што го кажа јазот дека може да се создаде ако не сме меѓу early adopters. Како може вештачката интелигенција во образовниот процес да ја вклучиме? Еве вие правите некои такви напори. Мислам дека на академиите, сите академии се, тоест ајде кажи ми ти да не импровизирам јас со на што сум чул или прочитал. Во неколку делови како ќе се трнам сега од нас, него ќе дадам, и повеќе би дал и совет за што можеме да направиме ние и останатите како образовни институции. Значи, во неколку делови може да се фокусираме. Првата работа мора да осигураме дека нашите програми се адаптирани на новите технологии, дека тоа што го изучуваме и неформално и формално образование, го изучуваме тоа што моментално се бара на пазарот на труд, со цел да можеме да им обезбедиме работа понатаму на нашите студенти. Тоа е број еден. Втора работа, треба да почнеме да користиме вештачка интелигенција и во процесите, во секојдневните процеси. Зошто? Затоа што ако ние автоматизираме голем дел од процесите на работа на факултет, ние ќе ослободиме повеќе време за професорите за може да се фокусираат за работа со студентите. И трета работа на која најверојатно и историски последна почнуваме да ја правиме е кои нови услови, кои нови бизнис модели, кои нови производи можеме да ги создадеме кои претходно не сме можеле да ги создадеме, као на пример универзум. Да почнеме да создаваме вакви работи со цел повторно да го зголемиме, да го подобриме искуството, да го подобриме и вработливоста на нашите студенти и така натаму. Мислам дека во оваа трансформација главна улога ќе има образованието. Сега што тоа практично значи за да се промени програмата по која што се изучува или не знам колкав простор имате воопшто да промптно реагирате, да модифицирате, бидејќи генерално постои некој регулатор кој што вели јас сакам да знам што вие ќе им предавате на учениците. И затоа пред како прашав за еластичноста, дали на приватни институции е позгодна него на државните. Не мора така да биде, не знам, може со новиот закон за средно образование, лупам се, не знам дали ќе се носи или за високо ќе се носи, да биде предвидено ова. Имаше големи реакции неодамна, министерката Весна Јаневска беше тука на истото место кај што седиш ти и се обидуваше да ги објасни новите идеи кои што ги имаат во поглед на образованието, кога реакцијата беше зошто се намалуваат фондот на часови по филозофија, етика, не знам, социологија, што беше друго. Од друга страна, таа вика, луѓе, мора да вметнуваме ние и нови предмети кои што досега не постоеле, да се изработи нов курикулум буквално за да се адаптираме на новото време, да не произведуваме ние кадар кој што ќе слабо употреблив утреден на светскиот пазар на трудот, не само во Македонија. На каков пат сме на тоа поле? Кои се твоите согледувања? Значи, можеме многу да се подобриме тука во овој дел. Според мене, образованието треба да функционира као систем на поврзани компоненти. Едната компонента е и треба да тргнеме од индустријата. Од таму трга информацијата што треба да создадеме. Потребите. Значи, понуда побарувачка. Побарувачката за кадри треба да тргне од индустријата. Индустријата е клучна алка, според мене, во тој образовен систем. Институциите се тука, средното образование тука, неформалното образование, факултетот. Постои огромен простор за ова ние да можеме подобро да го комуникацијата помеѓу овие различни компоненти да се подобри со цел да можеме да создадеме подобар аутпут, нели аутпутот е подобар студент. Сега ако збориме за неформалното образование, тука сме доста флексибилни, можеме да менуваме на програми. Академиите може да се имплементираат. И ние ги менуваме на 6 месеци. Вклучуваме нови работи на секој 6 месеци. Скоро, не на сите, меѓутоа скоро со секоја нова група имаме некаква промена на материјалот, особено последниве 12 месеци, 24 месеци. На факултетот е тоа малку потешко, бидејќи има одбор за акредитација кој би требало тука да бидеме малку по
ажурни и ние како факултети, За да може да ја институциите, освежувате програмата. за да можеме да ја да правиме Исто важи нови и за програми. државните, Да. за сите образовни институции. Менување на програми еднаш на 5 години, како што моментално Тоа е премалку. Да, Во ова време, брзо време во кое Како живееме. што моментално е во одборот за акредитација, моментално по закон, менувањето на програми еднаш на 5 години според мене е премногу ретко. Би требало да биде во овие периоди кога имаме иновацијски циклус да биде на година дена, да биде на максимум 2 години, бидејќи ако ми предаваме на нашите студенти сега нешто, технологии кои биле се користеле пред 5 години, ќе извадиме студенти кои ќе бидат некорисни за индустријата. Кои се професиите на иднината во светло на ова што го зборуваме, за после да поставиме едно хипотетичко сценарио во Македонија што може да се случи. Ама прво те молам, дај ми одговор на ова прашање. Значи, прва работа, значи има еден израз што се вика рок на трајање на вештини или shelf life на вештини. Добро. Прво што треба да го, исто теоретски малце да го разгледаме, тоа се на мал. Ако претходно shelf life или рокот на трајање на вештините бил 15-20 години, значи ако научиш нешто сега, ќе можеш 20 години да го користиш. Да. Сега е намалено значително. Да речеме нешто ако научиш сега, ќе можеш да го користиш во наредните неколку години. Затоа треба да бидеме доста поагилни ние како луѓе постојано да учиме. Значи, оние knowledge workers кои се актуелни во последниве 15 на години ќе продолжат да бидат актуелни, меѓутоа ќе треба да се вклучат и оние вештини за вештачка интелигенција и многу да се вклучат меките вештини сега, бидејќи тука се прави разликата помеѓу еден талент и друг талент. Од друга страна ќе се појават Меките вештини? Како комуникацијски вештини, како презентацијски вештини, како можда и меки вештини се земат и како проблем вештини за решавање на проблеми, вештини медијација и така натаму. Сега дополнително ќе се појават, знаеш, многу е полесно, ова сум го размислувал многу, не знам дали е точно, меѓутоа многу е полесно да предвидиш кои работни позиции нема да постојат за некоја година од сега. Многу е тешко да предвидиш што ќе се појави. Меѓутоа сега за сега веќе почнуваат да се појавуваат вакви вештини, на пример консултант за вештачка интелигенција или имплементатор за вештачка AI имплементатор, или ќе се појават компании, очекувам да се појават многу компании како што биле во изминативе 10-15 години актуелни IT компании, да се појават AI компании, односно компании кои ќе имплементираат цели системи во компаниите за вештачка интелигенција. Претходните 15 години сме имале дигитална трансформација, наредни 15 години ќе бидат AI трансформација. Сега може ли да го поставам моето сценарио? Тамам имаме уште некои 7,5 минути, ќе се обидам да бидам брз. И се согласувам дека ќе има такви компании, компании наместо IT компании. И сега некоја огромна компанија сака да дојде во Македонија и да инвестира, да вложи, да вработи 1000 луѓе, или па можеби некој тука да почне таква компанија, јас и ти се договараме сега, ајде да почнеме компанија и да вработиме 1000 луѓе. Имаме 1000 луѓе, немаме 1000 луѓе. Ако треба да ги добиеме на формален пат, тоа значи треба да чекаме наредната акредитација која е за 4 години, тогаш да се воведе во курикулум и да чекаме минимум 3 години, а можеби и 5, дури имаме готов кадар. Односно, нели, од старт имаме сега реално долна граница некои 4-5, горна граница 8-9 години од нашата идеја во зароди сега до моментот кога би можеле хипотетички да спроведеме на дело со талент од Македонија. И ако е тоа така, што правиме ние? Ќе одиме во друга земја, окей? Така се. Може да спомнам нешто. Времето за да создадеме нови, односно времето за да направиме нова програма е подолго од времето колку одредена вештина ќе биде потребна да се користи. Значи, рокот на траење на вештината е пократка од целиот процес за создавање на нова програма. Мора да сме многу флексибилни. Мора да бидеме многу пофлексибилни. Мора биде. Од друга страна, нас како факултет ни се зголемуваат многу обврските ако воведеме реакредитација на 1 година. Меѓутоа, ако тоа така треба да биде, треба ние да најдеме начин како да собереме сили, да одвоиме ресурси, како ние како факултет и другите факултети ќе прават реакредитација многу почесто отколку на 5 години. Нас од бизнес гледна точка многу ни е полесно на 5 години да реакредитираме програма. Меѓутоа
не е тоа што им е потребно на младите кај нас. Или од бизнис гледна точка, и вие може и да функционирате како некои други познати приватни универзитети, не само факултети, и да штанцате дипломи, но не го правите тоа, и затоа јас особено го ценам. Впрочем, затоа и сум дошол да ја завршам Академијата за дигитален маркетинг на Brainster, бидејќи очекував нешто поразлично и го добив тоа поразлично. Се стекнав и со нови знаења и апелирам до сите, заборавете го Brainster, не мора, кај сакате, учете луѓе, стекнувајте се со нови вештини, тоа што и Петар вечерва го кажува, бидејќи овој не го знаев како податок за Shell, како се викаше? Shelf life. Значи, Shelf колку life. е рокот на трајање да го крстиме на одредени вештини. Се скратува и не знам, сега еве размислувам што од AI би можел да научам. Последно прашање, 4 минути, толку е плафонот. Што ново на полето на AI? Како размислувате вие, еве, конкретно ти си ми тука, што на Brainster може да се очекува кога е AI програма во прашање? Некои нови академии, бидејќи старите се модифицирани, знам, некои нови академии или ќе има, што планирате на наредната реакредитација на коледжот на тоа поле, во NU Академијата за средношколци, има ли AI таму? Океј, значи, вака, ќе пробам најкраток што можам да бидам тоа, што ме 4 минути. Една од најновите програми е практична AI Академија, што е 6-месечна програма каде што луѓето учат да учат AI вештини преку работа на реални проекти, ќе изработат 4 вакви проекти. Последниот проект ќе биде комплициран и тоа е добро, колку што е умниверзум, односно на крај на академијата луѓето ќе може да создадат, учениците ќе може да создадат, тоа студентите да создадат вакви алатки. Дополнително ние што сакаме да охрабреме е и предприемништво, и затоа решаваме во последните месеци програмата се дели на 2 дела. Во првиот дел се луѓе кои сакаат да продолжат да работат во индустрија, меѓутоа втората група на луѓе ќе биде луѓе кои сакаат да создаваат своји бизниси, AI бизниси, и за таа цел ќе пробаме да ги поттикнеме со тоа што ќе инвестираме во секоја група, ќе инвестираме по 10.000 евра во еден студент, во најдобриот студент кој ќе развива, да. Значи тоа не е поклон 10.000 евра, тоа ќе биде 10.000 евра инвестиција, и ние ќе се сакаме да си земеме еквити односно собствеништво од бизнисот, да. Значи тоа е за академиите, да. Познат модел, мислам Brainster е таков модел, нели? Апсолутно, да. И ти си имал идеја, си изложил пред инвеститори, го препознале потенцијалот и си им дал одреден процент, така? Тоа е мотивата, од таму тргна. Значи, ја во 2015 година кога започнував, добив инвестиција од 25.000 евра од неколку инвеститори. Тие инвеститори се уште со нас во бизнисот. Би биле луди да не се. Да, ако не верува во нас во 2015 година, немаше да постои Brainster. Затоа сакавме ние да најдеме начин као да поттикнеме млади луѓе да размислуваат. Посебно интересно што и Brainster се појавува кога се зборувавме за иновацијски циклуси, ама дигитализацијата, како да го фативте ви исто почетокот на тој бранд тогаш? Да, тоаш буквално можеше емпириски да се докаже дека ќе има голема потреба од вакви knowledge workers. Ти го препозна тоа? Го препознав, да речеме, негде 2012-2013 година. Не можев многу лесно да напуштам 25.000 евра, да најдам 25.000 евра и да напуштам претходно сигурна работа, така да бев малку коркач во наведници да напуштам и да преземам чекор, меѓутоа во 2015 година веќе одлучив да го јавнам тој бранд и нели да го искористам во полза и за студентите и во нашата. И сега некој ќе има истата шанса како ти, бидејќи ќе му дојдете со 10 на најуспешниот во групата и ќе му решите ајде. Идејава што имаш за бизнис, стартеа, вложуваме во тебе, терај напред. Апсолутно. Може би, нели, тоа големи бизниси ја станат, кои што многу луѓе ќе вработуваат и ќе придонесат ептен во економскиот обрат во Македонија. Се надевам дека за многу години од сега, не е ова на краток рок игра, меѓутоа за многу години од сега дека ќе се појават неколку бизниси кои започнале од академија, добиле 10.000 евра инвестиција и развиле успешни бизниси. Ова се звучи како бајка, ама не, реално луѓе тоа се дешава. Вие сте жив пример за тоа и не треба луѓето да се плашат да веруваат во, и мислам дека и младите генерации не се ни плашат. Похрабри се, апсолутно се похрабри. Понашто гледам стварно се апсолутно се похрабри. Петар, прво, верувам сите што стана со нас до крај сваќаат зошто јас уживам кога разговарам со тебе и со луѓе како тебе, бидејќи ако нешто ми фали
во Македонија. Тоа е во јавниот дискурс, да се присутни убави, срекни приказни, да се зборува за можности за успех, за конкретни алатки, пат, како може да се дојде до тој успех. Тоа е нешто што насушно ни треба, и ти благодарам за одвоеното време и прилика. Сите останати муавети кои што ги имам, сакам да прашувам и да слушам и да научам нешто од тебе и да пренесиме до јавноста, да мотивираме некого, ги оставаме за некоја следна прилика. Нема да е многу долго, нема да чекаме пак година и кусур, за месец и пол, два. Морам од време на време почесто да ги фокусираме гледачите на убавите нешта што може да ги создадат. Така да просто ти благодарам за одвоеното време, фала ви за се што правите. И ако за крај нешто пропушти, а сакаше да кажеш, повели, имаш 15 секунди. Богдан, само да те се заблагодарам што одвојуваш време од емисијата за вакви приказни. Поважно ми е не за мене, за Бренстер, туку за студентите, да им дадеме платформа да може да кажат што сработиле. Така да многу сум благодарен за тоа. Благодарам, се гледаме во следна прилика. Фала ви што останавте со нас до самиот крај во ова велипеточно издание на вечерното шоу. Имавте прилика да слушнете многу убави работи. Ви ги честитам уште еднаш великденските празници и одиме со стандардната процедура до следното гледање. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте собствени заклучоци и верувајте во вашиот потенцијал. Добра ноќ, Македонија, главата горе.